Сообраќајот е вториот најголем загадувач на животната средина и токму во таа насока владата најави две мерки кои што ќе стартуваат од следната година, а кои што треба да заштитат животната средина и не само тоа, и да ги заштитат и парите на граѓаните. Една од овие мерки е доделување субвенции од 300 евра за сите оние граѓани кои што имаат желба да се вградат плински уред во својот автомобил. Ова мерка се однесува на возилата Евро 1, 2 и 3 стандард кои што се произведени до почетокот на 2006 година. Мерката, како што напоменав, ќе стартува од следната година и овие граѓани ќе добиваат ваучери од 300 евра, ќе може да аплицираат на јавен повик. Зошто ова мерка е исплатлива, зошто е поисплатливо граѓаните да се возат на плин отколку на бензин, дозволете да ви објаснам. Цената на 1 литро плин изнесува од 25 и до 28 денари во споредба со цената, например, да кажеме, на безоловен бензин, која што во просек изнесува 62 денари за литар. Доколку месечно се возат 1000 километри на плин, тоа би било трошок од 3300 денари. Овде го вклучуваме плинот, пресметане плинот, плюс малку бензин кој што е потребен да се запали оваа кола на плин. Доколку пак месечно се возат 1000 километри на бензин, а да кажеме дека колата троши 90 литри бензин за овие 1000 километри, тоа е трошок од 5580 денари. Доколку може да направите паралелата, тоа значи дека имаме двојно поголема заштеда за оние граѓани кои што се возат на плин, или тоа би излегувало во просек 2280 денари месечно заштета за граѓаните кои што ќе изберат да се возат на плин наместо на бензин. Доколку оваа месечна заштеда ја помножиме за 12 месеци, колку што изнесува, значи на годишно, ќе се заштедат 400 евра со возење на плин. Доколку пак вредувањето на плин кое што во просек чини од 300 евра до 600 евра, тоа ќе значи дека сите оние граѓани кои што ќе одлучат да се возат на плин, ова инвестиција од вградувањето на плин ќе се ја повратат за помалку од една година, а потоа во следните години ќе возат многу поевтино. Друга мерка за заштита на животната средина е и купување на електрични автомобили. Овие електрични автомобили имаат 0% загадување, увозот имат 0% царина, нема за нив да има дополнителна акциза за купување, даночната стапка наместо како до сегашното 18% ќе изнесува 5%. За нив воведени се субвенции за купување, односно за набавка на возила, на електрични возила до 25.000 денари. Граѓанинот може да добие ваучер од 3500 евра, додека за набавка на електрично возило над 25.000 евра граѓанинот може да добие 5.000 евра ваучер. Во период од 10 години овие електрични автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на царина, бесплатно ќе може да се паркираат на јавен паркинг и ќе имаат приоритет во движењето во сообраќајот. А во 2017 година, кога е предвидено да стартува и оваа мерка на сите бензински пумпи на автопатите и магистралните патишта, ќе има брз полнач за ваквите електрични автомобили. Повеќе детали на оваа тема предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Александра Спасевска. Ќе се намали загадувањето во градот Скопје, ќе се подобри квалитетот на воздухот и ќе се намали маглата која во зимскиот период се јавува во Скопската и Полошката котлина и Пелагонија. Ова се ефектите кои се очекуваат со примената на новите мерки кои што вчера ги промовираше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Мерките повеќе електрични автомобили за почист воздух, како и субвенционирање на плински уреди за автомобили, според експертите ќе имаат значително влијание врз животната средина, но ќе значат и поволност која ќе може да искористат граѓаните. За реализација на првата мерка планиране увозот на нови електрични возила да биде со 0% царина и без дополнителна акциза и повластена даначна стапка од 5%. Предвидена е субвенција за купување на електрично возило од 3500 до 5000 евра. Во период од 10 години електричните автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на патарини и паркинг и ќе имаат бесплатна регистрација. Предвидено исто така градот Скопје во рамки на јавното сообраќајно предпријатие да започне со набавка на 50 целосно електрични автобуси. Со втората мерка пак се предвидува субвенционирање за вградување на плински систем во автомобилите. За таа цел секоја година почнувајќи од следната година ќе се овозможат ваучери од 300 евра за набавка на плински уред кој ќе биде распределен на јавен повик секоја година.
Според Александар Митов, советник на премиерот за здравство, во урбаните средини загадувањето најчесто е сконцентрирано покрај најпрометните сообраќајници. Заради големата фреквенција на возила, затвореноста на сообраќајниците доаѓа до концентрација на загадувањето и така наречен феномен на улични клисури, и тоа придонесува до несакани ефекти по здравјето на луѓето како што е астма кај децата, срцеви заболувања и белодробни заболувања. Мерките кои што беа денеска презентирани се однесуваат токму на подобрување на квалитетот на воздухот во тие зони, но и сеопшто подобрување на квалитетот на воздухот. Можеме со сигурност да очекуваме дека обратно пропорционално, како расте бројот и употребата на електрични возила, така ќе доаѓа до пат на загадувањето во урбаните средини и во овие зони кои што ги спомнав. И за крај би рекол дека ова е еден тренд кој што е присутен во цел свет. Според Пеце Ристевски, метеоролог во Управата за хидрометеоролошки работи, поаѓајќи од фактот дека климат и метеоролошките услови во Скопската котлина, во Пелагонија и во Полошката котлина честа појава се магли, овие проекти се важни за истражување на животната средина и здравјето на населението и ќе помогнат за намалување на штетните гасови. Чест е случај во зимските услови во Скопската котлина, Пелагонија и Полошката котлина да се јават инверзиони магли со височина до 600 метра надморска висина и да нема одредено проветрување на воздухот во котлините. На овој начин ќе се допринесе кон намалувањето штетно влијание на загадувачките материи врз здравјето на населението. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски пак потенцира дека загадувањето е еден од големите проблеми кои што ги има градот Скопје. Тој го најави почнувањето на проектот за набавка на 50 електрични автобуси за јавното сообраќајно предпријатие, од кои 20 ќе бидат зглобни за 150 патници и ќе се обраќаат на трасата која што беше предвидена за трамвајот, кој поради големата вредност на инвестицијата ќе биде заменет со проект за електричните автобуси. Владата се сложила да 50% од вредноста биде обезбедена од владата на Република Македонија, а 50% да биде обезбедена од градот Скопје. А покрај овие 20 зглобни или големи автобуси ќе се набават и 30 минибуси, кои исто така ќе имаат голема фреквенција во периодот кога нема многу патници, се вклучуваат овие минибуси, така да тоа практично овие 50 автобуси се 15% од скупниот број на автобуси кои што ги има јавното сообраќајно предпријатие. Груевски на промовирањето на новите мерки истакна дека нивната главна цел е да се придонесе кон натамошно намалување на емисијата на штетни издувни гасови од возилата со бензински и дизел мотори, како и намалување на бучавата во урбаните средини, но ќе значат и поволност која ќе може да искористат граѓаните, кој ќе значи стимулација, но и заштеда на нивните буџети. Само да напоменам дека овие две мерки за вградување плински уред во автомобилот, како и за набавка на електрични возила, ќе почнат да се применуваат веќе од следната 2017 година. Кратко да сумирам дека овие две мерки за цел ќе имат не само да ја за заштита животната средина, односно да придонесат до почист воздух овде во Скопско и во Македонија, туку ќе го заштедат и времето и парите на македонските граѓани.